Во рамките на 10-дневната работна посета на иселениците, наречена Балканска турнеја, директорот на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија Никола Шалваринов и неговите соработници Билјана Костова и Зоран Арсов на 2 март го посетија Националниот совет на Македонската национална заедница во Панчево. Ја започнавме ова така наречена турнеја на Балканот, збориме за државите Србија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина, за да оствариме директен контакт со нашите иселеници што живеат во тие држави. Конкретните прашања на агендата на оваа посета се обавестување, значи известување за активностите и дејностите кои што ќе ги имаат агенцијата за 2018 година, директен контакт да оствариме, значи да видиме на терен со кого соработуваме, кои се нашите представници тука во државите на Балканот и на кој начин можеме да продолжиме да соработуваме. Исто така да добиеме лично мислење од нашите иселеници, на кој начин може да ја олесниме нивната работа како амбасадори на нашата култура и нашата држава. Впечатоците од дводневниот престој во Србија и разговорите со представниците на македонските здруженија се позитивни. Морам да се пофалам дека многу бев убаво пречекан од нашиот народ тука во Србија. Тоа што можев да го забележам јас, дека има многу голема желба за работа. Има голема желба за промоција на нашата култура, промоција на нашиот мајчин јазик, за образование на истиот, но се соочени со проблеми, како и секаде. Во тек на средбите, тие проблеми нашите представници на организациите и поединците иселеници ги истакна и се надеваме дека во иднина ние како агенција ќе решиме дел од нив. Според активностите на новата влада на Република Македонија, акцентот кон иселениците од нашата држава е се поголем и поголем. Во моментот се прави национална стратегија под министерот за диаспора, која што ќе ја подигне свеста на владата на Република Македонија и дејностите на самата држава, значи не само агенцијата, не само министерот за диаспора и неговиот тим, туку сите државни органи, базирано на таа национална стратегија, државните органи на Република Македонија ќе мора да бидат поангажирани кон иселениците. Така да верувате во тоа дека се повеќе и повеќе се става акцент, се поголем акцент кон иселениците за нивните дејности, одржувањето на нивниот идентитет во странство, одржувањето на мајчиниот јазик и така натака. Агенцијата за иселеништво постои поради иселениците, вели директорот на агенцијата, а вработените во оваа установа ќе се трудат максимално да помогнат. Нашите вработени, нашиот тим, средствата со кои што располагаме, проектите кои што ги правиме, сите се во дејноста да бидеме услужни кон нашите иселеници. Што значи конкретно? Конкретно значи за што и да е, вие можете да ни се обратите на нас. Доколку имате прашања, доколку имате барања, доколку само и да се чуеме, само да направите контакт со една на македонски јазик, доколку тоа е потребата, слободно јавете ни се, информациите на агенцијата се јавни, во тек е уште понатамошно модернизирање, ќе се направи нова веб страна, каде што ќе бидеме малце поажурни во тој интернет момент, и ќе можеме на тој начин да бидеме полесно пристапливи преку електронските медиуми. Исто така може да ја проследите нашата Facebook страна, каде што ги објавуваме нашите активности, за да бидете во контакт. По оваа работна посета работата на вработените во агенцијата и на иселениците ќе се подобри, велат гостите, но и домакините. Поинтензивно ќе се работи врз унапредувањето на културните, образовните и економските врски, но и на останатите аспекти меѓу државите.